Тема на денот за вртачите. Sinkholes на англиски јазик. По-народски кажано дупки, пропасти. Дупки кои можат да проголтаат се ненадено, а откако се појавија во Сибир, научниците почнаа да се прашуваат што се случило. Дупка пресечена како со ласер. Длабока дупка. Без дно. Инаку, Рим. Во Рим вртачите се речиси секојдневие. Градските дупки знаат да проголтаат десетици автомобили во еден здив. Тоа е стариот Рим. Подземната логистика. Голта. Нашата преспанска дупка има всушност неколку дупки. Едната е во селото Долна Горица во денешна Албанија, од каде водата понира и излегува кај Светинал. Другата, велат, била во близина на Нивици, Сарадес, каде се потпиша така наречениот Преспански договор, кој всушност во оригинал се вика, цитирам: Конечна спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 1993 година и 845 1993 година на Советот за безбедност на Обединетите нации за престанување на важноста на привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешкото партнерство меѓу страните. Ете, во оваа дупка прва пропадна Република Македонија, која не се знае кога, каде и дали ќе се појави, макар и како леш. Оти јасно е дека во ова заглавие на спогодбата никаде не се спомнува Македонија. Зборувате за македонците во Грција со толкав жар. И добро е тоа. Но се прашаме што направивме досега за нив во овие 27 години. Честно, направивме ли нешто за нив? Преку пријателство, преку тргнување на овој горчлив проблем, што сите овие 27 години леблеше над нас, ни беше тек на тонење. Имаме поголеми шанси. Имаме шанси да се изучува и македонскиот јазик и таму. Конечно, досега беше забранен. Табу тема беше. Па и грчкиот и овде и се изучува веќе. Имаме шанса да им помогнеме реално, да ги тргнеме границите. А што ќе се случува натаму со преспанската дупка, не се знае. Дали ќе се најде некој чеп за да го запре истечувањето, и тоа не се знае. Во конкретниот случај мислам на грчката дипломатска агресија во Брисел, односно НАТО, и во САД, за да обезбеди анекс на Преспанскиот договор со кој ќе се расчисти дилемата дали постои македонска нација и македонски јазик. Нивниот дипломатски напад е со цел да нема различно читање на договорот, да не се повтори Заев или некој друг официјално да зборува за учење македонски јазик во Грција. Атина јасно кажува дека не признава македонска нација и македонски јазик. Бирајте си име. Фокусот треба да биде насочен на ова, а не како да се заобиколи председателот, односно да му се изврши виртуелен атентат, како што Каменос кажа во петокот: виртуелно е мртов Преспанскиот договор, а кој го уби? Убиецот е Зоран Заев. Зошто? Затоа што рекол дека со Преспанскиот договор се отвора шанса македонскиот јазик да се изучува во Грција. Ќе видиме. Па, ако сега се насочуваат или има план да се насочат енергиите како да се заобиколи председателот, за тој да не стави вето на амандманите, прашањето е како ќе градиме правна држава. Оти
власта се знае дека мора да има баланс, таа мора да биде контролирана. Инаку нема демократија. Стабилна држава со стабилни и демократски институции појаволите. Тоа ни треба, а не како да се заобиколува председателот. Но, сега јасно ли ви е што значи кога од ненадеж ќе се отвори дупка и колку брзо тоне се во неа? Или ќе треба наскоро и да ни цртаат за да видиме колку толку што ни се случува и што ни се крои? И конечно, знаеме ли ние да гледаме на саат и да погодиме колку е часот и дали ни истече времето за размислување?